58-годишната Шекерина Данилова од Кочани 4 години боледува од бубрежна инсуфициенција, односно и двата бубрега воопшто не и функционираат, поради што редовно оди на диализа. До предизвестно време тоа и помагало колку толку нормално да се грижи за себе и да извршува дел од обврските во семејството. Но во последните неколку месеци здравствената состојба дополнително и се влошила, а поради исклучително нискиот крвен притисок ја губи рамнотежата, па по цел ден е врзана за креветот. Не можам, ја паѓам многу притисок, немам рамнотежа за одење. 40-50 диализа терам со тај притисок. Не можам ни да тумам тори. Грижата за Данилова ја води незиниот сопруг, кој останал без работа и зема минимален стечај на доместок. Тоа не е доволно за да се покријат трошоците за лекарствата што таа мора да ги прима. Осеќам многу голема тешкотија, затоа што само за апчиња ја давам по неа многу пари, не па тоа е многу, стварно многу, негде околу 4000 динара скоро рече го давам за лекови, морам секој месец ги давам и мене просто ме чуди зашто да не дават тие 4000, колку ле там, колку следува. И пак па за неа ги дават, не ги дават за мене фактички, за да може да се купува лековете. Дојде од диализа тя од сега 40-50, падна притиско, враќа се комбито да боцка да онета, тоа секој ден бише стана. Поради лошата финансиска состојба и законското право за неговата сопруга, Данилов поднесувал и барања за надоместок за туѓа нега. Помошта ја добиле само една година, а потоа барањата се одбивани. Ово да почесто пати у центарот за социјално вика тоа не е наша работа, тоа не е наша работа. Чија е таа работа, мајка му стара? Немам поима ја, ово е фактички не знаеш до кој они ме се вика тоа е до министерот. Шо е до министерот? Кога гледам има подписи има од комисијата, тука Кочанска комисија. Данилов вели дека досега никој не дошол да види во каква здравствена состојба се наоѓа неговата сопруга. Разочаран од таквиот однос кон неговото семејство, деновиве преку адвокат поднел барање и до Министерството за труд и социјална политика. Не знае дали тоа ќе помогне неговата сопруга повторно да го добива надоместокот за туѓа нега, но вели дека е подготвен правдата да ја истера до крај.